Ве поздравувам и посакувам Божи благослов. На почетокот имам една занимливост. Денес е сабота, кој датум? Се разбира, кога се поставува прашање за тоа кој датум е, треба да се каже на кој календар. Денес е сабота 6 Ав. Изборот Ав не е кратенка за месецот август, туку е 5-тиот месец од еврејскиот календар. Значи, овој месец, како ретко кога, се совпаѓа Грегоријанскиот август со месецот Ав во еврејскиот календар. Во врска со тоа, имам една занимливост која што прво би ја поставил како прашање. Дали некој од вас знае месецот Ав или 5-тиот месец од еврејскиот календар? На што ги подсетува евреите? И каква комеморација има тоа за нив? Денес 6 август јапонците ги посетува на трагедијата во Хирошима. А за 3 дена на 9 август во Нагасаки. Но ние денес на 6 ав ќе ја споменеме трагедијата на евреите што се случила два пати во нивната историја на 9 ав поточно. Која била таа трагедија? Што мислите? Дали некој знае? Што се случило на 9 ав за еврејскиот народ во нивната историја, што тие го сметаат за далеку поголема трагедија од трагедијата на јапонците во Хирошима и Нагасаки. Што се случило два пати во историјата на Израел, што за нив представува најголема трагедија? Токму така, рушењето на храмот, рушењето на Соломоновиот храм, на првиот храм, во времето на царот Навуходоносор и пророкот Јеремија, 586 година пред Христа, и рушењето на вториот храм, иако поточно би требало да се нарекува Иродов тој храм, сепак евреите од голема омраза кон Ирод воопшто не сакаат така да го нарекуваат вториот храм, но и тој бил срушен токму така како што Христос најавил во својот пророчки говор и ги предупредил сите своји следбеници во 70-та година од првиот век. И според еврејската традиција и едното, и првото, и второто рушење на храмот се случиле на 9 ав. Според еврејскиот календар. Но сега ќе поставам едно прашање во врска со храмот, конкретно вториот, кој што ќе биде прашање за размислување. Прашање за размислување за некогаш некоја сабота во иднина, кога ќе се занимаваме со таа тема, ако даде Господ живот и здравие. Да отвориме прво во Евангелието според Матеј, 27 глава. Евангелие според Матеј, 27 глава. Ке читаме од
50-тиот стих до и целиот 51 стих. Значи, Матеј 27, 50-тиот и 51 стих. Висејќи на крстот, а Исус, откако повторно извика со силен глас, го испушти духот. И наеднаш се расцепи завесата на храмот на две, од горе до долу. И земјата се затресе и карпи падна. Прашањето се однесува врска со завесата. Размислувајте. Зошто при Христовата смрт на крстот, што е прашањето за размислување, зошто при Христовата смрт на крстот завесата во храмот се расцепила на два дела? Што сакал Господ да покаже со тој чин, со расцепувањето на завесата? И зошто баш завесата? Значи, нагласокот на прашањето е зошто баш завесата и што сакал Господ да покаже со тој чин. Значи, тоа е прашање за ваше размислување, сега не се одговара прашањето. Можете да ми го одговорите прашањето, односно да ми давате одговори и ваши мислења приватно, надвор од богослужението. И тоа може да го правите било кога, од сега па во иднина, бидејќи сакам да размислувате за оваа тема, сакам да ја проучувате оваа тема и на тој начин ќе ми помогнете и мене да разберам нешто во врска со неа, што може би до сега не го гледам. Се надам дека прашањето е јасно. Ќе имам прилика да го повторувам и во други саботи пред самата проповед. Денешната пак проповед носи наслов Законот и благодатта. Се вртам околу овие теми, Значи, мината сабота слушахме за црквата и законот, сега за законот и благодатта. Повеќе ќе ме интересира односот помеѓу законот и благодатта, бидејќи тоа е една од областите каде што постои големо промашување во протестантскиот свет исто така. Да отвориме во првата глава од Евангелието според Јован. Евангелие според Јован, првата глава, и ќе прочитаме еден многу познат и многу убав стих, барем за мене од секојаш беше убав. И се уште е, и секојаш ќе биде. Евангелие според Јован, прва глава. Јас се некој се обидувам да не викам. Треба да се трудам за да не викам. И кога пред 2 саботи бев свесен дека не треба да викам, тогаш убаво беше снимена проповедта со невикање. Минатата сабота во ситуации викав, меѓутоа воопшто не бев свесен за потребата да не викам. Сега сум свесен, а малку сум и уморен, па можно е да испадне добро овој пат. Меѓутоа забележувам дека тогаш кога не викам, многу повеќе се дреме во салата. Значи се си има своја слабост. Па ве советувам, ако имате Библија пред себе, а би требало да имате, како еден лек против дремка или заспивање, е самите во вашите Библии да го следите текстот кој што се чита и самите да го читате со ваши очи. Јас го читам од православниот превод. 17 стих од првата глава гласи: Зашто законот беше даден преку Мојсеј
а благодатта и вистината произлегоа од кого? Од Исуса Христа. Колку убави зборови. И двата дела од стихот кажуваат жива вистина. Законот беше даден преку Мојсей, тој е факт и тој е вистина. Меѓутоа, што сака да нагласи стихот и самото Евангелие, Новиот Завет? Вистината и благодатта произлегоа од Исуса Христа. Овој стих представува проблем во протестантскиот свет и ќе видиме на кој начин. Јас сум читал како протестанти го цитираат овој стих за да покажат дека постои тензија помеѓу законот и благодатта. За да покажат дека благодатта е нешто што е против законот. Постојат некои преводи во Библијата, некои сосема извитоперени преводи, какви што може се најдат на запад воопшто, така наречени парафрази на библискиот текст, така наречени живи Библии и така натаму. Значи, тоа воопшто не се ни преводи во строга смисла на зборот, туку се парафрази на библискиот текст. Меѓутоа се издадени од некои така полиберални протестантски заедници и во еден таков под наводници превод, една таква парафраза, кој што јас го парафразирам, како што се сеќавам на него, овој стих го формулирале овака: а законот со сите негови строги и неподносливи одредби беше даден преку Мојсеја, а вистината и благодатта произлегува од Исуса Христа, во смисол законот беше нешто лошо и одвај го трпевме и фала Богу што Исус не ратиса од него. Значи, така се доживува, така го разбираат либералните христијани и протестанти претежно, бидејќи со нив се занимаваме, православните и католиците воопшто и не се либерални по дефиниција. Така го разбира протестантскиот свет, не сите, но либералниот дел од протестантскиот свет, овој стих. Тие сметаат дека постои тензија помеѓу законот и благодатта. Ние рековме дека постои на вистина тензија помеѓу Стариот и Новиот Завет. Едниот раѓа за робство, другиот представува слобода и живот. Но, кога се зборува за законот и благодата, тука воопшто не постои тензија. Значи, законот не е синоним за Стариот Завет. И тука грешат многу христијани исто така. Тие сметаат дека поимот закон и поимот завет се синоними. Па затоа некои дури велат дека Стариот и Новиот Завет може да се наречат Стар и Нов закон. Значи, постои Стар закон и велат 10 заповеди од Синај се некој Стар закон, што денес не важи, затоа е стар. А постои некој нов закон кој што Исус ни го дал и тоа е тој нов закон кој што ние треба да го држиме и почитуваме, а не оној стариот. Така размислуваат многу протестанти, така размислуваат многу христијани, така размислуваат и пишуваат многу теолози во христијанскиот свет. Меѓутоа, според Библијата тоа не е така. Библијата никаде не зборува за стар и нов закон кога се работи за Божиот закон.
туку секогаш кога се зборува за Божиот закон, или за Мојсеевиот закон, како сакате, се зборува за законот. Тоа е една иста работа. Законот. Се членува именката, бидејќи е еднина и бидејќи е една целина, која што не може да се одвои. Законот. Исто така, ова членувана еднина го искажува, го одразува и авторитетот што го носи самиот поим закон. Значи, не било кој закон, туку законот. Кога се рече законот, се мисли на Божиот закон, а тоа е авторитет. Во однос на него, сите други закони, човечки или било какви, се обична шега. Законот, тоа е единствениот вреден закон, единствениот авторитетен закон, единствениот славен закон, може да се каже. Дали законот е противен на новиот завет, на вистината и на благодат? Не. Што вели апостол Павле? Се сеќавате? Го нарушуваме ли ние законот со верата? Че верата е тој символ на новиот завет, синоним, така да речеме, на новиот завет. Никако, туку уште повеќе го утврдуваме. Римјаните 3.27, последниот стих од таа глава. Го нарушуваме ли законот со верата? Никако. Или, што би рекол Вук Караджич, Боже сачувај. Туку уште повеќе го утврдуваме. Мината сабота видовме дека законот е целина во тој смисло што не може некој дел од него да се укине, а некој друг да остане во сила. Исто така, Библијата во Христовите зборови директно кажува дека ниту пак целиот закон не е укинат. Со други зборови, Христос јасно кажал, и да ги повториме уште еднаш тие стихови од Матеј 5.17, немојте да мислите дека дојдов да ги поништам, да ги укинам законот и пророците. Има толку многу стихови во Стариот Завет, само во псалмите, само во 119-тиот псалм, кои што зборуваат за славата, убавината, вистинитоста на Божите зборови, меѓу другото и во законот, на Божите зборови во законот, на Божите зборови во неговите заповеди. Самиот прв псалм започнува со блаженство, изречено до кого? До оние кои што не прават некои работи, не се дружат со некое друштво, туку на кој што им омилел што? Законот Господов. Значи, законот не е противен. Како што вели апостол Павле во Галатјаните, законот не е противен на Божите ветувања, а Божите ветувања до Авраам се некоја предслика на Новиот Завет, или синоним на Новиот Завет. Би може да кажеме и обратно, ниту пак Новиот Завет, или, како што рече истиот апостол, ниту пак верата е противна на законот, или пак го нарушува законот. Не постои тензија помеѓу законот и благодат.
Не постои непријателство или противништво или било каква спротивставеност помеѓу законот и благодат. Ако на законот би му барале некој противник, нешто што е спротивно од него и што е против него, што би било тоа? Значи законот и што би било сега нешто против? Например, зборот беззаконие, што сугерира нешто што е кај што нема закон, или нешто што е против законот. А Јован вели во своето прво соборно послание, гревот е што? Во суштина, беззаконие. Или, како што велат некои преводи, престап на законот. Значи, што е спротивно на законот? Престапот на законот. Непослушноста кон законот. Беззаконието е против законот. Сега, што е спротивно на благодатта? Ако на благодатта и бараме противник, што е спротивно? Што би било спротивно на благодатта? Нешто што е против благодатта. Нешто што е антитеза, спротивност на благодатта. Се сеќавате некои зборови што веќе ги цитиравме од Новиот Завет во врска со тоа. Со што ја спротивставил апостол и на што ја спротивставил апостол Павле благодатта? Со што војувала благодатта и излегла како победник или се покажала дека е со многу поголема сила од својот противник? Со гревот повторно. Значи, оној ист непријател на законот, или противник, така да кажеме, она иста антитеза на законот, гревот, беззаконието, престапот, е противник на благодатта. Бидејќи, да се подсетиме, тоа беше во Римјаните 5 глава, 21 стих и 20 предходно. Вториот дел од 20 стих, каде што пак се намножи гревот, бидејќи законот затоа дошол за да се зголеми престапот, каде што пак се намножи гревот, таму благодатта се јавува во голема изобилност, или благодатта преизобилно, се преумножи, буквално преведено од изворниот текст. И како што гревот завладеал со смртта, така и благодатта да завладее преку праведноста за живот вечен. Сега забележувате паралелата. Смрт, живот, грев, благодат. Много интересно. Значи, сосема е погрешно мислењето и тврдењето на мнозина дека помеѓу законот и благодатта постои тензија. Не постои тензија. Бидејќи законот и благодатта и едното и другото се противници на гревот. И гревот им е противник и на едното и на другото. Сепак, законот и благодатта не се ист поим. Тоа се сосема различни поими, две сосема различни работи, и тоа е оно што ќе биде интересно за нас денес, да го разбереме и да го научиме. Бидејќи кога би биле нешто исто, тогаш не би имало многу смисла кажаното од апостол Јован во 17 стих од првата глава што го прочитавме. Законот пак беше даден преку Мојсеја, а вистината и благодатта произлегоа од Исуса Христа. Очигледно е дека Новиот Завет сака да нагласи нешто во врска со благодатта, со вистината, со Христовото дело, нешто што не постоело или не било, барем не во таква сила, искажано во Стариот Завет или во времето на Мојсеј или
тогаш кога бил даден законот. Всушност, како што читавме и проучувавме порано, законот бил нешто што повеќе ги провоцирал луѓето на грев, затоа што луѓето биле со грешна природа, и тоа е причината зашто се зголемувал престапот, тогаш кога луѓето, грешниот човек, грешната природа, ќе биде ставена под закон, затоа што луѓето се со грешна природа. Не затоа што законот е сојузник на гревот. Невозможно, бидејќи гревот е беззаконие, нешто што е против законот. А благодатта требаше да постигне сосем спротивен ефект од оној во кој што се наоѓале и израелците, и мнозина верници денес, кои што се уште се наоѓаат под законот. Значи, тврдејќи дека законот не е укинат, тврдејќи дека законот не е против благодатта, тврдејќи дека не постои тензија помеѓу овие две работи. Кој е грешката или недостатокот, поточно речено, на конзервативниот адвентизам, например, и воопшто на конзервативното христијанство, на конзервативниот протестантизам? Значи, не е целта само да кажеме дека законот е добар, дека стои, дека не е укинат, дека не е против Новиот Завет, ниту обратно, Новиот Завет и верата не се против него, и да заклучиме дека ете треба да го држиме законот. Значи, тоа не е целта. Ние се уште сме во Стариот Завет, ако наша цел ни представува држењето на законот. Држењето на законот треба да биде последица на нешто, резултат или ефект, а не нешто ќе ще го поставиме како цел. Држењето на законот е нешто што ќе произлезе. Поточно Новиот Завет го потребува изразот исполнување на законот. Затоа што не е работата вие да го држите законот, формално правно, и тоа е една одлика на старозаветна свест, туку работата е да го исполните законот. Работата е да покажете совршена послушност кон Бога. И тука разликата е огромна. Новиот Завет ги подготвува луѓето за совршена послушност. Така како што имал самиот Господ, кога бил во човечко тело. Ке се позанимаваме сега со прашањето што сакал да нагласи апостол Јован кога рекол а вистината и благодатта произлегоа од Исуса Христа. Првиот дел стихот не ни кажува законот од кого или од што произлегол. Туку само ни кажува што? Ни кажува преку кого бил даден. Значи, првиот контраст е преку. Значи, Мојсей не е изворот или авторот на законот. Мојсей е оној преку кого законот бил даден. Според тоа, може ли да ви помогне Мојсей? Може ли да ве спаси Мојсей? А Исус Христос е оној од кого произлегуваат вистината и благодатта.
Тој е првиот нагласок, контраст, што апостол Јован сака да го втисне во мислите на секој христијанин, на сите читатели, на сите оние на кои што им сведочи. Вистината и благодатта произлегува од Исуса Христа. Значи и Мојсей бил на земјата и извршил големо дело за Бога, и Бог го прославил што го воскреснал и го одвел уште пред многу векови во небесните живеалишта. Меѓутоа, тоа дело што Мојсей го извршил, ни оддалеку не е така славно, ниту пак е само по себе спасоносно, како она дело што го извршил Исус Христос. Вистината и благодатта, она што може да го победи гревот, она што може да ви даде преизобилна сила, вистината и благодатта произлегува од Исуса Христа. Во законот таа сила нема да ја најдете. Како што во самата хартија и самите камени плочи, далеку потрајни и потцврсти од обична хартија, запишаното слово или врежаното слово не представува никаква сила. Всушност, затоа што е запишано словото, а не е сила за спасение, ќе послужи за осудување на сите оние кои што го престапуваат. Затоа и рекол апостол Павле, словото или буквата убива. Затоа што преку законот ќе ја дознаете вистината, но таа вистина ќе ве убие. Зошто? Затоа што таа вистина што излегува од законот не може да ве спаси. Таа само ја зголемува вашата одговорност. Затоа што знаете повеќе можеби од некој кој што не знае толку, иако и тој знае доволно. Не постои човек кој што има апсолутно совршено непознавање на закон. Што запишал апостол Павле во Римјаните 2.14. Некои принципи на законот им се познати дури и на најголемите незнабожци. Господ ним тоа им го открил. Дури и оние кои што никогаш не чуле за Бога, за вистинскиот Бог, никогаш не чуле ни за Христа, никогаш не прочитале нешто од Божиот закон или од Божијата реч. Бог и ним им ги открил принципите на својот закон, иако тоа е многу, многу послабо од откриената вистина во Божијата реч. Зашто секогаш кога незнабожците кои немаат закон природно ги извршуваат одредбите на законот, тогаш тие, иако немаат закон, се закон самите на себе. И 15-тиот, тие докажуваат дека делото на законот е запишано во нивните срца, зашто сведочи и нивната совест, а и нивните внатрешни размислувања со кои меѓусебно се обвинуваат или одбрануваат. Значи, тогаш кога совеста ве обвинува, законот ве обвинува. Законот кој што е запишан во вашите срца. И колку повеќе закон е запишан, колку повеќе од Божјата реч ви е позната, толку повеќе ќе бидете обвинети. Колку повеќе светлина го осветлува вашиот живот, колку повеќе детали се гледаат од вашиот живот, толку повеќе се зголемува вашата грешност, затоа што поголемата светлина ги открива и најмалите недостатоци и најситната нечистотија. Но благодатта и вистината произлегува од Исуса Христа. Значи дека постои сега една друга вистина од онаа на законот. А тоа е вистината која што може да спаси, не да осуди, вистината која што може да испере, а не уште повеќе да ја открие вашата нечистотија, и силата која што може
да ве оправда, да ве очисти и да ве посвети за вечен живот. Тоа можеме да го разгледаме низ еден конкретен пример. Ќе отвориме во посланието до Римјаните 6 глава. Дали отворивте таму? Ова е терапијата против дремка, нели? Значи да отворите во Римјаните 6 глава. Значи, завршувајќи својата мисла за благодатта, како за поголема сила од онаа на гревот, како за победник над гревот, од 5 глава, 20 и 21 стих што ги читавме, апостол Павле поставува прашање, што пак да речеме? Ќе останеме ли во гревот за да се зголеми благодатта? Бидејќи законот го зголемувал гревот, а кога што се зголемил гревот, уште повеќе се зголемува или преизобилува благодатта. И ова била теологијата на еден многу расипан човек во дворот на рускиот цар Николај II. Еден лажен пророк, кој што ја завел царицата, да мисли дека се работи за многу свет човек, а полн до гуша со беззаконија и 300 скандали. Меѓу другото, една од причините за големата омраза што се зголемила против царскиот двор и резултирала со Октомвриската револуција. Како се викал тој човек, знаете ли? Распутин. Овој Распутин изобилувал во беззаконие, соблазнувал луѓе со своите беззаконија и след тоа го оправдувал со Павловите зборови: колку повеќе грев, толку повеќе ќе биде благодатта силна и голема за да ме спаси. Со зборови, колку повеќе грешите, да, толку ќе му бидете помили на Бога. Каква перверзија! Мајмун да беше, поисправно ќе ги толкуваше зборовите на апостол Павле. И тоа од оние човеколиките, оние паметните, според Дарвин. Иако велат дека шимпанзите се геа најблиски по генетската структура до човековиот геном, се едно, нема да забегаме сега во таа ерес. Има едно друго прашање, кое што апостол Павле го поставува со други зборови, поточно, а суштината е иста како ова прашање во Римјаните 6.1. Поточно, да искористам прилика да се искоригирам, преска кажав дека е 3.27 стихот, според кој верата не го укинува законот, туку го утврдува. Точно дека е последниот стих од 3 глава, но тој е 31-иот, а не 27, како што сега забележувам. Апостол Павле го поставува прашањето за оние кои што се под законот во однос на оние кои што се под милоста или благодатта. И тоа во истата оваа 6 глава,
каде што в 14 стих вели, гревот нема да го сподели над вас, затоа што вие не сте под законот, туку под благодатта. Забележите, баш затоа гревот нема да го сподели над вас, затоа што не сте под законот, туку под благодатта. Ако сте под благодатта, гревот нема да го сподели во вашиот живот. Но ако сте под законот, гревот ќе го сподели во вашиот живот. И колку год да тврдите, да проповедате и да верувате дека треба да го држите законот, ако сте под законот, гревот ќе го сподели во вашиот живот и се што верувате и проповедате ќе биде во најлош случај едно лицемерие, а во најдобар случај еден голем неуспех во животот. Кој е решението? Решението е да се биде под благодатта. Ги разбирате овие поими? Јас ќе кажам дека повеќето адвентисти не ги разбираат. Не разбираат што значи да се биде под законот и да се биде под благодатта. Како што и јас не разбирав до пред 5-4 години. Значи, цели 15 години после моето обраќање, цели 14 години после моето крштевање. И јас не разбирав суштината на овие два поими. Што значи да се биде под законот и да се биде под благодатта. Повеќето адвентисти велат да се биде под законот, значи да се биде под осудата на законот. Тоест, човек е под законот само тогаш кога сгрешил и кога законот го обвинува, само тогаш сте под законот. Вагонер пак рекол, дека, иако порано и тој го тврдел тоа, дури и во оваа брошура, што ја покажав и мејатата сабота навечер, Евангелието во Галатјаните. Меѓутоа, подоцна, кога го развил своето сваќање за Евангелието и оправданието со вера, тој кажал да се биде под законот, значи да се биде во областа на неговата юрисдикција. Со други зборови, нема смисла да тврдите дека под законот, значи да се биде под осуда на законот, ако и пред тоа, и пред да сте сгрешиле, не сте биле под законот. Под негова юрисдикција. Законот може само тогаш да ве осудува, кога ќе го престапите, ако и пред да го престапите, тој имал власт над вас. Например, сите ние сме под законот на Република Македонија, барем сите ние овде, не верувам дека постои некој специјалец или таен агент во нашите редови, кој би имал имунитет и би се наоѓал над законот, како што велат американците, бидејќи тие веќе се понашаат многу често како оние што се над законот, како оние што не му одговараат никому и никаде за тоа што го прават во овој свет. Барем така мислат дека никому нема да одговараат. Ќе видиме како Господ ќе ги нарече. Како Господ ќе ги нарече нас. Дали и нас ќе не нарече слепи фарисеју? Или некако поинако? Но, не забравяйте дека и покајаната блудница Рава, или поточно Рахаб, со векови после тоа, во Библијата е наречена блудница. Таа етикета останува. До кога? До конечниот суд. Зато и треба да се случи судот на крајот, кога секое дело ќе биде оценето
со сите своји последици. Зашто некои гревови направени на почетокот на историјата имаат последици до крајот на светот. И тоа не само Адамовиот грев конкретно, кој што допира до 2011 година со сите своји последици. Туку, например, често пати велиме гревот на Авраам. Да се оправда или да го исполни Божјото ветување со свое дело, предложено од неговата жена Сара. И последици до ден денес. Последици за Израел, последици за арапскиот свет, за палестинците и така натаму. И сега во 15 стих од 6 глава, па што, да грешиме ли бидејќи не сме под законот, туку под благодатта? Истото прашање во суштина. Како и она, да грешиме ли за да се умножи благодатта? Тоа никако. Или ако повторно имате Вук Караджич случајно, Боже сачувај во вашите преводи. Што значи да се биде под благодатта? Еве го конкретниот пример што апостол Павле ни го кажува. Сеќавајте се мејата сабота кажавме дека законот не е укинет, но ние не сме под законот. Тоа го тврди Евангелието. Ние не сме под законот. И сега, баш затоа што не сте под законот, баш затоа гревот нема да го сподри над вас, но тоа не е доволно. Не е доволно само да не се биде под законот, за да гревот ја загуби својата сила, затоа што и повеќето протестанти мислат дека не се под законот, и либералните адвентисти веруваат дека не се под законот, оние кои што ја исповедаат новата теологија, па сепак гревот не да господари, не да царува, туку во најголема сила управува со нивните животи. А зошто? Затоа што тие мислат дека не се под законот, затоа што законот е укинат. Значи, една можност, постои можност да не се биде под некој закон, е ако тој закон е укинат. И кој е резултатот? Со слободност. Сега можам да правам што сакам. И тој мотив ги тера таквите верници така да живеат. Не сум под законот затоа што законот е укинат, и кој е резултатот на тоа, на таквото верување? Сега можам да правам што сакам. Резултатот на тој концепт е греф. Очигледно, Евангелието е нешто друго од новата теологија и од протестантската теологија во незиниот либерален облик. Која е другата можност да не сте под законот? Значи, законот и понатаму си важи, си стои, со сета своја сила и власт, ама вие не сте под него. Значи, не затоа што е укинат, туку од некоја друга причина не сте под него. Веќе знаете која е таа причина. Освен ако сте ја заборавиле. Апостол Павле се служи со еден многу интересен пример. Која е таа причина? 7 глава започнува вака. Или пак не знаете, браќа, им зборуваме такви што го познаваат законот. Се однесува тоа за вас? Апостол Павле им зборува, им се обраќа на оние кои што го познаваат законот. Се однесува тоа на вас? Го познавате законот? Не се строгце го познава, не? По професија, законник. Или како што ние велиме, правник. Што вели законот сега?
дека законот има власт над човекот, додека е тој жив. Има нешто во ова состојба да се биде под благодатта и крие во себе некоја голема сила, што гревот повеќе не може да господари во вашиот живот. Значи, не сте под законот, туку под благодатта. Повеќето христијани се однесуваат како да не се под законот, ама не се ни под благодатта. Како да нема ни закон сега, ниту Божја сила за спасение, благодат, па сега јас ке се живеам како сакам, или ке се живеам како Распутин, а пак ќе бидам спасен, затоа што благодата ја разбираат само како едно пардон, како едно правно помилување кога председателот ќе му потпише на некому да излезе од затвор или да куртули од смртна казна и така натаму. Тоа ли е благодата? Тоа ли е она што има поголема сила од силата на гревот, на страстите, од силата на ова грешно и смртно тело? Обичното правно помилување. Нема ништо правно во нашите покаянија, во нашето обраќање. Ништо тоа законот не би го признал како основа да не ослободи од своите обвиненија. Законот признал само еден чин како основа за нашата слобода, а тоа е совршеното дело на Исуса Христа и неговата совршена жртва на крстот. Секој наше покаяние, секој наше обраќање и сите наши добри дела што потоа ќе произлезат како резултат на верата и Светиот Дух, сето тоа е само последица. Не е нешто што има правна вредност во Божји очи. Примерот со омажената жена. Малку несоодветен за наше време, бидејќи денес не знам која жена и не знам кој маж смета дека и покрај сите тешкоти треба да се сочува бракот затоа што е тоа законски. Едноставно луѓето се однесуваат како да и не влегле во брак, туку во некоја холивудска врска, буквално речено во некоја мајмунска врска, бејќи мајмуните не влегуваат во брак, па може да го раскинат кога сакаат. Но, ајде, ние што го разбираме законот, веруваме дека го разбереме апостол Павле. Омажената жена е поврзана преку законот со мажот, додека е тој жив. Ако умре мажот, таа се ослободува од законот кој ја сврзал со мажот. И сега, до кој погрешен заклучок може да не доведе површното читање на овие зборови, а ги доведува до погрешен заклучок многу христијани, дека мажот е кој, тој што умира е кој, дека законот е тој што, дека законот умрел, дека мажот е законот. Дали тоа го тврди примерот? Да го почитаме уште еднаш. Омажената жена е поврзана преку закон со мажот. Три работи. Жена, закон, маж. Законот не е мажот. Законот е нешто трето во однос на жената и мажот. Кој умира? Мажот. Кој останува? Останува законот. Останува жената. Сега жената е слободна од тој маж, со кого веќе не сака да живее. Но со кого мора да живее според законот се додека е тој жив. Кој е мажот?
Што кажува самиот апостол Павле? Ево да исокреме тие стихови кои што не се соодветни за христијанството на 21. век, кои што не се соодветни за адвентизмот, срам да му е, на 21. век. И да преминеме веднаш на 4. стих. Зашто срам да му е? Затоа што и адвентистите и христијаните се разведуваат како секој холивудски брак, во денешно време особено, како и секоја мајмунска врска. Па така и вие, браќа мои, за законот преку телото на Исус Христос умревте. Кој умрел? Кој е мажот? Ние. Вие, браќа мои, преку законот умревте. Како умревте? Како умревте? Преку телот, кога Христос умрел на крстот, вие умревте. Еве го повторно објективното Евангелие. Законското оправдание, кое што е универзално за целиот свет. Кога еден умре, 2 Коринтијаните 5:14, сите умреа. За да му припаднете на друг, на оној кој беше воскреснат од мртвите, да му принесеме плод на Бога. Значи, кому сега му припаѓате? Кој е тој друг маж, за кого сега слободно може да се омажите? А па кој бил првиот? Значи, кому сте му припаѓале пред тоа, кога сте биле под законот? И кога мажот, првиот маж бил жив? Дали вие умревте, нели? Сте припаѓале самите на себе. Грешната природа, која што ве учи, јас имам право да живеам како што сакам. Или како што ќе рече господинот Фрчковски, според мене жената има право да прави со своето тело што сака. Не го критикувам толку, човекот верува дека настанал од мајмун. Но што правиме со вас, христијаните, кои што евентуално така размислувате? Умре грешното тело на крстот. Умре грешната природа на крстот. Зошто, браќа и сестри, уште да живееме во гревот? Дали веруваме, еве 5 стих што вели, зашто кога живеевме во телото, тогаш страстите гревовни преку законот действуваа во органите за да ја принесеме плод на смрт. 6 стих, но сега ние сме слободни од законот. Како сме слободни од законот? Затоа што законот бил укинат? Не, тоа беше ереста, тоа беше грешката. Но сме навистина слободни од законот. И сега може би е многу страшно мисла за конзервативните христијани, например за конзервативните адвентисти кои што се блашат и од оној стих во Галатјаните, кога дојде верата не сме повеќе под чуварот, а чуварот беше законот, во Галатјаните 3 глава. Како тоа? Значи тоа дека не треба да го држиме законот? Па вие никош не сте го држале законот. Вие не може да го држите законот. Вие треба да ја држите верата. Она што апостол Павле рекол дека го одржал. Ако ја држите верата, верата совршено ќе го одржи закон. Поточно, верата совршено ќе го исполни закон. Но сега ние сме слободни од законот, откако умревме за она за што тој не држаше врзани, за нашето грешно тело, за да му служиме на Бога со обновен дух, а не според старата буква. Еве го новиот завет. Дали ова го разбираме? И еден друг пример, па со него ќе завршиме.
Зошто не јадете свинско месо? Затоа што законот ви забранил? Тоа е точно, законот забранува се јаде свинско месо. Дали е укинат тој закон што вели да не се јаде свинско месо? Не. 2 саботи поред тврдам дека ништо од законот не е укинато. Но дали вие не јадете свинско месо затоа што законот ви забранува? Ако е тоа причината, тогаш сте под законот. Пред 4 години еден адвентист ми кажа дека тој не јаде свинско месо, иако би сакал да јаде, само затоа што законот му забранува. Меѓутоа апостол Павле вели во Новиот Завет, мене се ми е дозволено, но не ми е се на корист. Со други зборови, апостол Павле е слободен од законот, но на некој начин е слободен. Не затоа што законот не важи, или затоа што одеднаш станало убава работа или здрава работа да се јаде свинско месо. Не се променил ни законот, нито природата на свињата се променила. Туку од некоја друга причина. Ја разбирате ли таа причина? Ако вие сакате да јадете свинско, а не го јадете, вие не го исполнувате законот. Е како кога не го јадеме, ке речете? Па затоа што законот ви вели гад да ви биде. Ако не ви е гад, значи она што Стариот Завет, она што законот го тврди на израелците гад да ви биде, вие не го исполнувате законот. Значи не го јадете, а сакате. Ако в било што во вашиот христијански живот не правите, а сакате, не правите затоа што не смеете, а сакате, вие сте под законот и вие сте проклети и несрекни во вашиот живот. А, ако не го правите затоа што вие одвратно да го правите, затоа што јас никогаш не би каснал ни гуштер и самиот Господ да ми го дава, да ми го нуди, а нека ми прости он, такво нешто он никогаш не би направил. Самиот рекол, кој добар родител би им дал на своите деца змија, ако тој побара, или детето побара риба. Јадете гуштери змии? Зошто? Зашто закон ги забрана? Или затоа што ви се одвратни? Но ајде да еден друг пример. Ако сметате дека во денот за одмор, четвртата заповед ќе одржите со тоа што во тој ден нема да правите некои работи кои како на некој список, значи се забранети за вашата совест, тогаш вие може да сметате дека сте ја одржиле четвртата заповед. Па дури и да се занимавате со тоа дали другите луѓе во нивниот живот ги пазат тие правила, тие забрани или не, што не води во она Павловото никој дека не ве осудува, меѓу другото и за саботите. Меѓутоа, ако седмиот ден го празнувате затоа што сакате, одвај чекате да дојде и сакате да се сретнете со својот Господ, тогаш вие поинаку ќе го одржите. Во првиот случај, може да не отидете да работите нешто, или да не направите нешто, или да не ова или она, а да дојдете во црква и да направите циркус, и да испособлазните и да разочарате души околу вас. Значи, таа сабота да претворите во пекол. Меѓутоа, ако сте под милоста, вие ќе ја љубите саботата, че нема да биде саботата,
да не беше сабот. Ке направев ова или она. И како што евреите штрака со клучевите, чекајки да заврши саботата, за да ги отворат своите дукени. Така велеше дедо Васе за евреите од Скопска чаршија. Или, колко мина млади денес повеќе не, денес тоа е веќе расчистена работа, но порано живееле и растеле со желба да прават нешто, а не смеат затоа што е сабот. Па од 20 чека да заврши таа сабота за да се отиде некаде и да се направи тоа нешто. Тоа значи да бидете под законот. А што значи да бидете под милоста? Да бидете под милоста значи да се радувате кога ќе почне саботата, а кога завршува да ја пеете, која беше? 56-та песна. Ама со срце, не со уста. О, колку бргу сабота ни мина. Ако сакаме седмиот ден да ни биде радост, милина, ако од вај го чекаме за да се сретнеме со Божите благослови кои што се специјални, барем за лаикот кој што 6 дена или 5 дена треба да работи нешто што не му дозволува да ги прими тие специјални благослови. Ако сакаме тоа да го правиме заради таа средба, заради таа заедница, има ли шанси тогаш да направиме циркус во сабота и да ги способлазниме нашите браќа и сестри? И да ги разочараме, а некои можеби никогаш повеќе и да не стапнат во црква заради тоа. Значи, ние можеме да ја држиме саботата на тој начин што ќе држиме некои правила и ќе мислиме дека со тоа сме го одржале законот, дека сме послушни на Бога. За тоа што не смее да се прави во сабота. Ако пак саботата ја доживуваме како посебна заедница, посебна радост, посебна прилика, како се радува едно дете ако треба да отиде на одмор, спремат на одмор, на море. Во случајов. Но многу повеќе како се радува некој кој што треба да има состанок со нека симпатична и специјална драга личност, како се подготвува за тој состанок. Дали се подготвува така детално и така педантно затоа што некој закон му кажува што треба да прави, а што не треба да прави, што треба да облече, што не треба да облече, што треба да се зборува, што не треба да се зборува? Или тоа веќе од внатре постои таа мотивација која што го контролира сето тоа и многу повеќе. Значи, ем го контролира сето тоа, а ем сте слободни. Го правите тоа што сакате да го правите. Не го правите тоа што не сакате да го правите. Дали сакаме да бидеме под законот или под милоста? Дали сакаме да бидеме робови на нашето смртно и грешно тело или на нашата психопатологија, па да бидеме штета и за нас, и за нашите ближни околу себе? Или пак сакаме да бидеме исполнети со тој нов дух и со таа нова љубов во Исуса Христа? Верувам дека примерите беа по-лесни за разбирање од теологијата пред тоа. Но нека Господ ни помогне тоа да го разбереме со срце, бидејќи може да се разбере и со ум, а сепак да не се живее. Но само со срце се верува за праведност, вели апостол Павле. Само со срце се верува за праведност. Со уста може само да се исповеда вера. А само со срце се верува за праведност. Нека му е фала и слава вечно. Амин.